овие неколку дена размислував зашто и како да зборувам, бидејќи е многу тешко. Прво се соочуваме со тоа дека и нашиот дискурс е проблематичен. Сега ние сме тие кои што, како да кажам, имаат свој свет во кој што вртат своји вистини со своји пари, но тоа не е кон некакви идеали на заедничко живење во заедница, туку насочено само кон добробитта на известни поединци или известни заедници, а кои што општо земено се всушност една контаминирачка, како да кажем, маса. Ако тргнеме од елементите на говорот на омраза, тоа се, не знам, намерата, контекстот и содржината и последиците или забранетите резултати, посебно фокусирајќи се на намерата и на контекстот и содржината, јас би сакала малку поемски да ги искомплицираме работите и практично да реферирам на претходните говорници, кои што посебно горливиот и вистино говоречки настап на Драгана Дрендареска, бидејќи на еден чуден начин ние се бориме сега за вистината. Би сакала да упатам на тоа дека овој момент, оваа состојба во која што се наоѓа македонското општество поклопува два негативни политички потенцијали. Првиот е оној кој што сега веќе во теорија познат како комплотизам и произлегува така обработен од една држава која што е пак супер податлива за страшното влијание на медиумската структура. Преку Берлускони всушност се случи тоа што се случи на европско ниво, целата таа ситуација која што имавме како заробена држава под владењето на Груевски и реплицирањето на тие модели со медиумите од Берлускони навака, тоа се случи нели и со Орбан во Унгарија, во Америка исто така, имено креирање на како да кажам, на криминални здруженија кои што на страна од криминалите кои може да се следуваат преку корупција или слично, прават еден тип на страшен продор, на исклучително креирање на штета врз заедничкото живење, на начин на кој што ги здружуваат парите и дискурсот и повторно ја потврдуваат таа страшна формула околу тоа дека моќта не може да биде овоплодена без дискурс. Велам тоа околу комплотизмот, околу моќта на комплотот. Има две важни примеси оваа, како да кажам, теоретска поставка која што не е така затворена, туку реферира на нашето секојдневие. Првата работа е дека моќта губи лице. Нашите противници не се јасни во овој момент, бидејќи ние не знаеме што стои зад известни Facebook фан пејџови, зад известни дури и медиуми и така натаму, посебно затоа што сите можни политички негативни потенцијали од тие исти групи се постојано и во континуитет зграбчени. Имено нивната поента е дека се е така страшно и така мобилизирачки да единствената прилика која што преостанува за опстојбата е таа на одбрана и истовремено на напад. Сите тие, како да кажам, целиот тој дискурс е возможен само затоа што е возможна позицијата на жртва. И таа дури не мора да биде ни конкретна жртва, не мора да биде децата, не мора да биде семејството, тоа е сече поединечно постоење под анксиозноста на живењето. И во таа смисла неисцрпноста на тоа како и кога да се биде жртва, истовремено произведува социјални контексти на омраза. Преживувањето е преку дискурси на омраза, на исклучување и на манипулирање со потенцијалот на негација и потенцијалот на одземање на статусот на граѓанство, значи граѓанскиот статус и во многобројните случаи, како и во случаите со квир луѓето, одземањето на статусот на човек, на човечко постоење. Тие постојано се
абнормални, се поистоветуваат со појави кои што се не се човечки, не знам, анимализација или дехуманизација и така натаму. И во таа смисла, за жал, во Македонија во овој момент глобалниот тренд на комплотизмот се збива во еден контекст кој што од друга страна претходно беше веќе тензичен. Мислам, нема да сгрешиме веројатно ако си го именуваме народот како племе во агонија. Тука користам некои термини кои што се така, мислам дека се многу релевантни за Балканскиот регион од таа супер книга Филозофија на баланката. Мислам, овде има култ на чист живот, овде има култ на рутински живот. И се што подразбира закана за тие инаку така кутри начини на живот, всушност може да стане фронт за мобилизација. Ако до неодамна биле бугарите, а 3 дена пред тоа грците, или пак нормално, вечно, и од ден 1, од 91 наваму албанците, сега зошто да не бидат квирулуѓето. Понатаму имаме тоа, како да кажам, таа е една хоризонтално распраснување на омразата, бидејќи не е тоа што се случува само во Струмица сега проблем. Проблем беше оно што се случуваше во Тимјаник, со, како да кажам, со овие домовите за деца со посебни потреби, претходно во Визбегово, со прифатните центри за бегалци. Значи, овој спој на глобалната проблематика со комплотизмот, на глобалниот проблем со теориите на заговор, кои што имаат скоро природно надоврзување од неносењето маски до тоа дека постојат 5 луѓе во светот кои што пијат бебешка крв, до тоа дека ѓаволот веројатно живее во Швајцарија, бидејќи таму се банките, нели? До тоа дека семејството е под закана, целиот тој круг, кој што може да направи круг околу светот, на крај ако заврши во Македонија и се стури врз нашиот народ како племе во агонија, се чини како ние на вистина да немаме излез од оваа циклично присуство на омразата. Тоа што мене посебно ме плаши, дури до сега би рекла дека имаме некакви шанси, бидејќи маргината, колку и да е тешко да се разбере, колку и да исцрпува, е истовремено и позиција на отпор. Проблемот со овој свиок, со моќта која нема лице или комплотот на моќта, е дека всушност истовремено се случува една известна деполитизација на масата. Ако одиме подоцна пред МПЦ и поразговараме, многу од тие луѓе би зборувале дека не се политични, дека не сакаат да се мешат во политиката, дури дека немаат известни ставови за поважни работи кои што преку политиката може да се регулираат, туку дека се генерално, нели, isplašени и дека се генерално добри. Значи, жртвите кои што сакаат да се вградат во подобрата иднина на светот и векот, всушност не сакаат да се бават со политика. И во таа смисла политичката арена се компрометира бескрајно. Нашите досегашни стратегии се чинат како безизлезни, нашиот дискурс станува повторлив и, како што кажав, емоднив означен како затворен, но и ние меѓу себе го чувствуваме како обесилен. И во таа смисла би сакала да потенцирам дека овие социјалниот контекст на креирање на омраза со се сајбере сливниците на омразата се деполитизира и политичката борба практично ќе треба да го избори статусот на политичкото действување, и тоа значи дека имаме по-сериозен проблем, кој што не е само проблем за еден или за втор закон, туку борба за еден или за втор закон, туку борба за тоа како да го вратиме киднапираниот дискурс на човекови права, како да разбереме дека човековите права не може да се поимат без да се поимат и обврските кои што тие човекови права ги содржат. Да речеме, ако ја ситуираме оваа размисла на ниво на медиум и медиумско работење,
не може медиумот да презентира содржина ако таа е придружена со омраза и ако коментарите практично станат новата вест, дека известна медиумска содржина е платформа за омраза и за коментари со омраза, коментари кои што повикуваат на насилство, коментари кои што дехуманизираат, деградираат и на тоа слично. Должностите, нели ги знаеме, тие секции за коментари мора да бидат, нели, треба да бидат затворени, бидејќи таму не треба да биде дозволен говор омраза или друг деградирачки говор. Дополнително, медиумските, како да кажем, медиумскиот простор е досаден се додека не стане занимлив, а е занимлив секогаш кога ако малку се пушта крв. Најчесто се пушта крв на дебатните емисии, кои што се платформа. Значи, не е тоа наивно повикување на 2 или 3 страни, не е тоа отварање простор за сите, не е тоа потврдување дека ние сите имаме слобода на изразување, кој што можеме да ја ползуваме до бескрај, туку тоа е отстапување платформа за нешто што е деградирачка содржина, а како таква не може да биде дозволена. И во таа смисла, практично медиумите стануваат нешто околу кое што веројатно ќе се скршат сите можни копија на досегашните придобивки на демократијата и на концептот на човекови права.